Ново замрзнување. Владата утре ќе донесе одлука за ограничување на цените, односно за макароните и шпагетите, а по нив неверојатно ќе следуваат и млечните производи. Според министерот за економија, владините мерки ќе продолжели во наредниот период. Ќе продолжиме најверојатно утре сабајле, ќе имаме одлука за тестенините и за млечните производи. Цените ќе бидат намалени, не само на овие производи. Ние во континуитет ќе продолжиме со сите производи каде што ќе ни покажуваат анализите дека имат поголеми профити. Подобро подоцна отколку никогаш. Ова е ставот на дел од експертите кои велат дека надлежните водат сосема погрешни политики, па затоа Македонија и натаму има двоцифрена инфлација која е двојно повисока од европскиот просек. Фирмите практично правеа што сака, ги крева цените повеќе отколку што треба, а владата гледаше. Владата беше нем наблюдувач на тоа, можеби на некој начин и го аминуваше сето тоа, затоа што постојано се гледа со нив, ги договара мерките слично. Млекото во Македонија 80 денари, млеко тетрапак, во Австрија е поевтино, во Австрија евро и 25, а најефтиното млеко во супермаркет кога ќе отидете. И тоа австриското млеко од евро и 25, од 75 денари, е со масленост од 3,5%, во Македонија млекото е со масленост од 2,8%, така што нема никаква економска логика. Предходно владата ја замрзна цената на белиот и полубелиот леп на 33 денари и час поскоро во земјава настана хаос, односно неколку дена овој производ го немаше по рафтовите. Останува отворено прашањето дали рафтовите ќе осамнат празни ако се замрзнат цените на останатите прехранбени производи. Инаку цените на храната на светските берзи веќе 11 месеци се намалуваат, освен во македонските маркети кои заминаат до плафон, кој и зошто дебело профитира врз грбот на народот, треба да каже државата.